Собирачи на старо железо го загадија воздухот во Пробиштип. За да се олеснат работата, тие ја палат депонијата на повеќе места, создавајќи големи проблеми. Од јавното предпријатие интервенираат редовно и пожарите ги гаснат, но жаришта тлеат долго, а чатта се задржува со денови. Као што гледате, површината е огромна. Има од неколку страни може да се влезе во депонијата. Кога дивите собирачи ја соберат целокупната пластика што ја депонираме, можем да кажем дека извршат палење на депонијата за да остане железото. И го собираат железото. Сега се тука, после 2-3 дена, кога ќе се угуши, ќе дојдат после 2-3 дена за да го соберат железото. И покрај редовното гаснење и третирање во долните слоеви на депонијата, жаришта има уште долго, што прават проблеми дури и кога пожарите ќе се изгаснат. Тоа време, кога е покриена депонијата, самиот метан, што се наоѓа во земјата, избива на површина. Метанот си наоѓа простор и избива. И се, како што можете и да приметите, дека не гори ново ѓубре или нов смет, дека самиот чат излегува од земјата. Ваквата состојба, освен за јавното предпријатие, е причина за големи проблеми и за граѓаните, особено за оние кои живеат блиску до депонијата. Јас сум таму на тај крај, у неделата еднаш два пати во веза. Чуре, тоа е страшна работа. Тоа само диме, некој црвен дим, бел, мења. Не би требало толку често да ја палат, а која палат, ја не знам дали е намерно, не намерно. Важно, градот се задимува многу, стои и се загадува. Запарење ностоп, додека изгаси повторно запалат и така. Поради ова, од јавното предпријатие Никола Карев помош за справување со палењето на депонијата ќе бараат и од полицијата. За оваа ситуација ќе бидат известени и надлежните органи, полициска станица да преземе, доаѓаат со нерегистрирани возила, така да си преземе во тој дел мерки за да го спречи влегувањето на овој дел од депонијата. Инаку, на санирање на депонијата е интервенирано уште денес. Фирмата задолжена за незино одржување ситуацијата ја санираше, но колку ова ќе трае, правенствено зависи од оние кои се причина за незино палење.